За неколку години на Македонија нема да и останат лекари ни за лек. Млади, но и средовечни лекари и друг медицински персонал масовно ја напушта државата. Само во Штип, за кратко време од вкупно 5 лекари во брзата помош, 4 ја напуштија државата. Исто е во сите здравствени институции. Изминативе години младиот медицински кадар беше заборавен од држава. Лошите политики придонесоа младите да ја напуштаат земјата. Здравството беше клекнало на колена, наследивме руинирани болници и големи долгови. Младите единствениот излез од целата таа ситуација го гледаа во учењето странски јазик и аплицирање за работа во странските земји. Иселувањето на здравствените работници е еден од најголемите предизвици на Министерството за здравство, како да се сопре иселувањето на медицинскиот кадар. За прв пат во Македонија се обезбедија средства за исплаќање на доместокот на приватните специјализанти, за нивниот труд и работа во висина од минимално за гарантираната плата за општ лекар. Веќе почна исплатите за околу 200 специјализанти од овој месец, дополнително ќе бидат исплатени уште 92 кои беа запишани на специјализација со јанарскиот конкурс годинава. Со заеднички договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, дополнително уште околу 40 специјализанти стоматолози од септември месец ќе добиваат соодветен надоместок. Младите лекари се жалат на ниските плати, лошите услови за работа, но и партиските вработувања. Само ова тие денеска лично им го кажаа на министерот и на премиерот, од кои очекуваат конкретни мерки за решение на овие проблеми. Добија ветување за покачување на платата до 1000 евра до 2020 година, но и подсетување дека се работи на набавка на нова опрема, како и на реконструкција и изградба на нови болнички згради. Колку ова ќе помогне за лекарите и медицинските сестри да се задржат во државата е прашање, зашто добар дел од нив веќе се во процедура за заминување.